Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, понеделник, 10 мај и време е за нов спортски преглед поддржан од спортските облажувалници Банана Кик. Спортскиот преглед ќе го започнеме со нашиот хуманитарен тикет кој што го направивме во петокот со Ивица Радонјич. Одигравме 7 надпревари, 5 единици и 2 двојки, односно 5 победи на домаќините баравме и 2 на гостите, меѓутоа повторно не бевме успешни и повторно немаме добитен тикет. Потенцијалната добивка ни беше 23.500 денари, меѓутоа останува во петок да направиме нов тикет и да се обидеме да бидеме поуспешни и конечно да донираме онаму каде што е најпотребно секако. Од спортските настани, еден настан од викендов ми го промени планот за овој спортски преглед. Планирав да започнеме со нешто друго, меѓутоа ќе дадеме предност на женскиот фудбал. После паузата од 15 на дена, викендов конечно продолжи женската фудбалска лига со надпреварите од 23-тото коло. Меѓутоа, веднаш, уште во саботата се случи скандал во Велес, кога екипата на ЖФК Љуботен физички беше нападната од страна на домаќините. При тоа, освен раководството, односно членови на раководството, физички беа нападнати, односно биле удрени и малолетни фудбалерки од екипата на ЖФК Љуботен. За таа цел, раководството на женскиот фудбалски клуб Љуботен одржа пресконференција на која сакаше да ја информира пошироката јавност за сето она што се случувало во Велес. Затоа предлагам сега да ја погледнеме целата пресконференција, сите поставени прашања и сите добиени одговори од раководството на ЖФК Љуботен. Да ја погледнеме пресконференцијата. Драголюб Јовановски, потпредседател на женскиот фудбалски клуб Љуботен, Теодора Бартон и Сенада Муратовиќ, фудбалерки на женскиот фудбалски клуб Љуботен. Јовановски, прво прашање за тебе. После инцидентот во Велес, најпрво кажи ми дали сите фудбалерки, членови на стручен штаб и на раководството се живи и здрави? Дали се добри? Па добри се, релативно добри. Добри што значи добри физички повреди. Со мали физички повреди, некои лесни контузии, набиеници, друго потешка повреда нема. Оној дел психолошкиот дел, траумите што се доживени на малолетни деца на тој надпревар, ќе изгледат меѓу тоа малку потешко. Сега би ти поставил прашање, хронолошки да ни кажеш што се случуваше во Велес, што точно се случи да ја запознаеме целата македонска јавност па и пошироко. Хронолошки. Ќе почнем од нашето доаѓање во Велес. По самото пристигнување, девојките заминаа во собликувална на договор со стручниот штаб, ние, раководството и представникот на клубот, дојдовме во просториите на клубот, топло не пречека, да, во наводници, господинот Рикардо. Најпрво му се обрати на представникот на клубот, овде бодови нема, како се смелувате да барате бодови. Тоа беше толку, после ни се обрати нас на раководството, под секоја цена ќе победиме, и бла, 300 глупости кои не се за пред камера, што не ги накажа. Тоа траеше кратко, 5 до 10 минути. Ние културно се оттрнавме од целата ситуација и се посветивме чисто на надпреварот. Вториот дел е надпреварот. Надпреварот е сама прича за себе. Она што се дешаваше на надпреварот е срамно за македонскиот фудбал воопшто. Такво судење, однос, делегат, судиска тројка, кон гостинска екипа која вложува во фудбал е срамно и недозволиво. Ќе почнем хронолошки од почеток, за да има појасна слика целата ситуација. 8 минут, класичен фаул за нашата екипа, од нему познат причини дава предност и офсайд. Офсайд како офсайд, небитно. Фаулот го занеморува. Реагирам на таа одлука, доаѓа судијата главен и ми вика: денес тука ќе траеш и ќе гледаш. Следен коментар, идеш надвор. Почна да ни станува јасно што ќе се случува на надпревар. Безброј фаули, ситни, небитни, кои не влијаат текот на играта, дадени на домашните екипи, ги занемаруваме. Она што се случи 55-та, мислим, минута беше од играта,
слободен удар за нашата екипа, чисти гол, влага и топката во гол, удира во шише, кој е во внатрешноста на голот, судијата вика играј, нема гол. Бурно реагираме кон делегатот, кон цела клупа наша, кон делегатот. Вториот стравен момент од страна на делегатот доаѓа и мене ми се обраќа лично. Каде ќе одите? Лига на шампиони ли ви треба? И на Реал Мадрид му поништуваат гол, па не вас. Тоа е недопустливо срамно несување за делегатот, потоа се излезе од контрола и следен спорен момент е класичниот пенал. 65, не знам точно више кој минут, класичен пенал за неа, не го досудува, играј. Се случи што се случи, заврши 2-0. Спорен е и вториот гол на гостите, меѓутоа частите на судиската организација тоа да го анализира, немам толку добар преглед на ситуацијата и не коментира. Нека они се постручи, не коментира. Меѓутоа за овие две ситуации типична материјална повреда на правила. Значи, топката влага во гол, странно тело во голот, излага надвор. Тоа е чиста материјална повреда на правила според фудбалската игра. И се тоа заврши. Значи, заврши конфликтот што беше на терен со делегатот, со судиите се среди. Од нигде никаде, наместо домашната екипа да се ја прослави победата, било каква, на кој начин добиена, место да се прослави, од нивни познати причини решија да се пуштат у физичка преспитка со нашите девојчиња. Она е тоа што се случуваше после надпревар. Што се случуваше после надпревар е стварно вознемирувачки. Како за нас како раководство, така и за самите девојчиња. А знаем сигурно и за самите родители кои ги пуштиле тие девојчиња со нас на тој надпревар. Прва што беше нападната беше Сенада. При самото качување и нагоре во сооблекувалната по скалите, они што биле во Велес знаат каде, беше нападната прво вербално, а потоа и физички од лицето член на управен одбор, женска особа, член на управен одбор, мислим дека е член, не сум сигурен, не им го знаем управниот одбор, меѓутоа сигурно беше од раководството на ЖФК Борец, Диди Зизи, така нешто. Не, ова нека биде неформално име и презиме, така да од нејзина страна беше нападната, потоа беше и после се створи една голема мешаница. Голема мешаница каде што беше нападната Теодора Бартон, Мирјана Джеровска на самите скали пред сооблекувалната, од страна на Рикардо Илиев и нему дотичната госпоđа и еден куп уште неофицијални лица, неслужбени лица кои сами од не знам кои причини присуствуваа во сооблекувалната. Вториот дел од ситуацијата се случи пред самите сооблекувални, каде што близок пријател на господинот Рикардо не нападна, заедно со Рикардо, морам да кажем, значи заедно со Рикардо и уште неколку лица, ги не нападна, тука беше во вториот дел и јас и девојчињата кои пробувавме, имаше голема мешаница, да влезат во самата сооблекувална. Во тој момент удар доби Екзоне Шари, нашата фудбалерка, со шише во глава, среќа во самата што нема некоја посериозна повреда и удар во пределот на може да се каже најдобриот крај го изедов јас. Значи удар во пределот на лицето, од лицето блиско на во целата таа мешаница нејасно е како може близу 15, може и повеќе, ајде ја ќе кажем 15 не службени лица да бидат во самите простори на каде што се сооблекуваат после самиот надпревар. Значи тоа е тотално, значи неописиво. За надпревар кој што го добиле за девојчиња од најстарата фудбалерка кај нас има 25 години, имаме 7 или 10 малолетни девојчиња. Значи тие се малолетни девојчиња кои не знаат што е насилство. Значи ајде ние постарите сме виделе на терени мушки фудбал, вака така, ова е незамисливо за женски фудбал. Насилство врз девојчиња, врз малолетни лица од набилдани момчиња. Тоа е катастрофа. Тоа што се случуваше таму е чисти хорор за нив. Ние повозрастните може сме прошли низ тие работи на овие спортски терени, меѓутоа за нив такви трауми
Па кој родител денеска ќе пушти утре дете да се надправа во женски фудбал, да го прати таму? Или било каде, ако има таков инцидент. Значи, тоа што се случуваше таму е вистинска срам. И некоја хронологија. Еве едно, се надевам, после тоа завршивме во полициска станица до 10 вечерта, јас давав изјава како официјално лице на клубот, дава изјава и од домашната екипа. Се надевам дека полицијата и обвинителството ќе ја заврши својата работа што ги има. Имам едно големо прашање до Фудбалската федерација на Република Македонија. Како во време на корона, живееме сите во време на корона, ковид протокол присуства без гледачи. На самиот надпревар Борец Велес со Љуботин имаше минимум 100 гледачи. Како во време на корона Министерството за внатрешни работи дозволи 15 до неофицијални службени лица да присуствуваат во самите простори. Во 2 метри квадратни, 5 нека се метри квадратни холот, колку што е во собликувалната, имаше 20 луѓе неофицијални, не службени лица. Тоа е просто невозможно. Како делегатот дозволи да се игра тој надпревар? Значи, како делегатот дозволи со 100 гледачи? Како судијата го започна? Сето тоа се низа на прашање кои се надевам дека федерацијата ќе го расчисти овој случај и ќе одговори позитивно. Значи, ова што се деши во Велес, се надевам дека е прв и последен пат во женскиот фудбал и во историјата на македонскиот фудбал. Разговаравме со многу фудбалски имиња од женскиот фудбал во Македонија, кои се јавија да издржат поддршка и на тоа што и на девојчињата и на нас. И сите се едногласни дека ова е прв случај и се надеваме дека ќе биде последен случај на вакво насилство на девојчиња, на малолетни, на девојчиња, на раководство и било кој. А спортот е да играме спортски. Не спортското, ваквото однесување не му доликува. Тоа раководство не му доликува. Имаше, морам да напоменам и тоа за крај, имаше и трезвени лица во раководството на дали се раководство или нешто дело тука. Морам да го споменам, мислим дека се вика Ацо, родител на голманот од Борец. Единствено да не беше он кој стварно застана како жив штит меѓу нас, сигурно ќе дојдеше до многу поголем инцидент со поголеми размери. Замислете, инцидентот се случува на скали високи 7 метра од под. У таа мешаница едно девојче да западнеше по скалите, како би било, не сакам ни да помислим како би бил епилогот на крај. Среќа, имаше среќа од несреќа, е што имаше и некој при себе, пак со жив штит застана и во одбрана на нив. Голема благодарност до него. Меѓутоа, ова што се случи во Велес е срам за фудбал, срам за спортот. Вие како медиумска куќа, ние како раководство на клубот сме ви благодарни. Меѓутоа, имаме една голема замерка до медиумите. Официјален настан, официјално запишан медиум во полициска станица регистриран случај. Само мислим дека вчера го имаше објавено еден медиум како со еден текст и тоа е тоа. Значи, нападнати малолетни девојчиња спортисти. Мислим дека е срамно да дозволимо и ние како раководство, и вие како медиум, и општо јавноста да остане нема и глува на вакви работи. Значи, она што се случува е типично неспортски. Значи, мора да се да идеме до крај. Нема компромис за насилство во спортот. Уште едно прашање. И ти се нада имате видливи повреди, меѓутоа највидливо е кај Теодора Партон. Дали ја известите Фудбалската федерација за ова што се случувало и што како клуб ќе преземете, односно во смисла дали правдата ќе ја дерате до крај преку полиција, Мавар Велес, преку обвинителството и дали ќе следуваат и приватни тужби за овој случај? Она што е во моментов федерацијата вчера во излив на емоции го информирав секретарот за женски фудбал, не беше во државата. Официјален допис до Федерација фудбалска немаме уште дадено. Чисто од тоа што вознемиреноста, вчера сме се вратили, ја од полициска станица, вчера сум дошол у Тетово у 1 сат ноќта. Значи, чисто да смиримо страстите меѓу нас прво, да ги вознемиреноста на девојчките, па потоа утре здравје со трезвени глави, целокупниот овој прес ќе биде документиран и предаден до Федерацијата, нашите изјави и тоа.
околу другиот аспект што ме прашавте, приватните тужби, обвинителството веќе е информирано и покрена постапка, у зависно како ќе биде епилогот. Се надевам дека реален ќе биде епилогот, затоа што се друго освен осуда на насилството ќе биде нереално и заташкување на правдата, ќе одлучиме дали ќе имаме заедно со оштетените девојки, бидејќи они се само две, тука е Мими Џаровска, тука е Екзонија Шари, која има удар во глава од со шише, значи пак кажав, не се некои видливи повреди, трауми што се за живото загрожувачки, меѓутоа сепак повредите физички ќе поминат, траумата ќе остане на било кој девојче подсвес дека се случило на тие скали и утре кој ќе гостува знае што се случило на тие скали. Нашата камера беше присутна во Велес, го имаме снимено целиот натпревар, меѓутоа за жал немаме снимка од инцидентот, па затоа ќе се задржам на она што е снимено и она што ќе може да го видат нашите гледачи, а тоа е судењето. Јовановски, ти беше поранешен судија, порано беше фудбалски судија. Каква оценка би му ставил на судијата на овој натпревар? Неблагодарно е да коментирам. Значи, неблагодарно е да коментирам судење, јас. Значи, у принцип не сакам да коментирам судење, затоа што сум бил и од другата страна. Значи, знаем какви притисоци има, знаем што има, какви се позадините и неблагодарно е да го ставам. Меѓутоа, фер и поштено треба да кажеш јавно, и ако имал притисок и ако не судел по собствена волја, треба да се каже јавно. Ако судел по собствена волја и дека толку е лимитот, дека толку е знаел, него и на помошниците, тоа е срамно и катастрофално. Значи, да видиш дека е гол. Значи, после му покажувам, после надпреварот, му покажувам снимката, директно дека ги имав, баш од вашата камера. Ја имав снимката, му покажувам го и да дигаш рука. Значи, ти си тој што одлучуваш, ти го гледаш. Значи, помошниот судија не може да не види од негова страна. Значи, ако го видите голот, шишето што влагал гол е од баш од страната на помошниот судија, не од другата страна, па да речем, не го видел. Значи, мора да го види, мора да го примети. Значи, тоа, па и самата реакција на домашната екипа. Рачунајте вие, јас, директорот, Сузана, цел стручен штаб, реагираме близу 5 минута. Значи, близу 5 минута викамо, нашето раководство кој што беше на трибина, сите викамо близу 5 минута. Нивното раководство траа. Значи, нивното трае. Значи, свесни се дека е направен прекршување на правилата. Свесни се дека е гол. Самото тоа ти дава до знање дека нешто не е уред. Судијата не му вика игре. Незиниот пенал. Тоа е класика пенал, тоа е срамно. За школски учебник е пенал, значи нема тука компромис. Нема. Чисто топката иде старт. Топката е метро, не е ни 5 метра да побегнала па немала да га стигне. Ова се што го зборувам ќе биде документирано со видеозаписи. Значи, не е тоа нешто ајде офсайдот е судеско убедување. Дали е метар, нема вар технологија. Дали е тоа или не, ќе оставиме на судиското убедување. Меѓутоа овие две ситуации нема. Имамо ние картон Јулија Живич, има старт на 20 на метра. Старт крвнички. На Јулија Живич има и слики, ќе ви пратим да видите ногата. И ка бумбар потечена, нема фаул вика. Кордер. Немогуче. Не е можно. Сега новите правила фудбалски виде дека судијата ако види тешка повреда на теренот, тоа е директен црвен картон. Знаеме што е тешка телесна повреда. Значи, ајде немаше скршеница, ама не де Боже да имаше скршеница. Нема да црвен картон. Ама фаул да нема. Невозможно. Значи, невозможно. Срамно беше судењето. Срамно беше. Срамно беше неговото однесување во 8 минут со мене. Појди од тоа да ти рече судијата денеска ќе траеш и ќе гледаш како судим. Значи, тоа е нешто, ти кажува чути. Ти кажува дека нема да победиш денес. Срамно, мислим, однесувањето на делегатот прича за себе. Јас бев официјално лице на фудбалскиот клуб Љубота, неофицијално на надпреварот. Покрај мене, од спортивната екипа, уште 7 нивни. Во нивниот записник немаа представник на клуб, а 7 неофицијални лица на терен. Значи, немаше представник на клуб у записникот. Ако го видите, записникот на надпреварот, ЖФК Борец нема официјален представник на клубот. 7 души на терен. Како? Зошто? Притисок врз девојчиња? Нема да иде далеко. Нема. Нивната победа е пирова. На крај ќе се покаже пирова, верувајте. Кога го слушам ова што го кажуваш, прво прашање што ми паѓа на памет,
Зошто представникот на вашиот клуб не реагираше пред почетокот на преварот за неслужбените лица во терен и зошто не реагираше бидејќи домашната екипа нема официјален представник кој го потпишува тоа записникот? Кој го потврдува, кој ја потврдува точноста на податоците на левата страна од записникот каде што се домашните играчи и стручен штаб? Како и на нашиот представник, така и на делегатот тоа прашање мора да постави. Значи, официјално лице на Фудбалска федерација на надпреварот е делегатот, не е нашиот представник. Нашиот може да сугерира, меѓутоа не е тој што пресечува. Значи, што се однесува до неофицијалните лица, јавна тајна е дека Фудбалската федерација има комет протокол кој што е многу ригорозен и строг. Значи, секаде, да не речем буквално на секој надпревар, има неофицијални лица кои знаеме дека се од раководството на клубовите, дека се присутни. Како што бев и јас, значи јас сум од раководството, официјално лице, но неофицијално на надпреварот. Имаше присутни лица, се надеваме дека до сега, значи во женски фудбал немало никаде проблем. Значи на секој надпревар има никаква реакција, нормални некои вербални дуели, меѓутоа тоа е да речеме знакот на афектот у моментот. Немало ништо спорно. Значи, комет протоколот е за... А зашто немало представник? Тоа е прашање до делегатот. Не е до нас. Значи, самиот делегат дозволил. Значи, кога пред да почне превод го потпишуваат записникот пред. Значи, кој го потпишал за нив? И зошто? Како? Празен лист? Не е празен лист. Ми го имам. Потпишано е некој лице. Кој нити го имал со пенкало, нити со... Ајде, го нема од комет администратор, корона има да речеме нивниот представник. Да, има корона. Драгољуб Ивановски е представник на клубот. Така, со молив, не го дозволува комет системот, со молив ќе допишеме. Нема ништо такво, на нашиот официјален записник такво нема ништо. Зошто делегатот дозволи? И како? Тоа ќе одлучи федерацијата. Нема ние што да се реагираме околу тој аспект. Срамно е самиот потек на делегатот. После надпреварот нервозата е голема, значи импулсивно реагирав јас, реагирав сите. Меѓутоа да ми рече мене делегатот, не знам што, како, ајде удриме, ево, и да чека да изнови инцидент, да го удрим, е срамно, не сваѓате, он е официјално лице на надпревар. Мора федерацијата да дозволи да расчисти некоја ситуација. Мора да каже стоп на ваквото нешто. Мора. Ако не, џабе значи нашиот тим има 4 интернационалки. Имамо спортски менеџер, спортски директор од Србија. Значи вложуваме сериозно во клубот. И сега некој си ти делегат од Скопје или судија од Охрид и било кој дозволува сето тоа што го градиме како клуб да ни го руши. Зашто? Без причина. Нема да одиме во Лига шампиони. Океј, на секој надпревар ние Лига на шампиони. Девојките имаат премија, играат за мотив. Нема некоја причина спортска, освен спортска. Не играме фудбал на секој надпревар. Дали е Каменица или е последниот Кошани, ние спортски го тераме своето. Дали ќе победиме, изгубиме? Изгубивме Струга, поштено дадовме рука. Нема потреба, значи супер, од судење до прием до се. 3-0 изгубивме. Честито на крај. Завршено спортски на терен не победи. И пак им честитавме. Со домашната екипа вчера немавме ништо. Спортски, неспортски, фер, не фер не победија. Како? Вака, така победија. Пруживме рука. Девојчињата меѓу себе пружија рука. Она што се дешуваше неспортското го направија тие некои дечки од раководството што од нивни проценти причини сакаат тоа да направат. Спремни бевме на се, знаевме дека тоа не очекува, затоа и баравме како новинарска куќа да дојдете да го снимите на првот, затоа што она што ни беше наговестено, тоа и се исполни на крај за наша жал. Последно прашање од мене. Претходно кажа дека ова ќе биде пирова победа за екипата на Борец. Многу близко сте до обезбедување на опстанок. И сакам да те прашам дали Љуботин ќе обезбеди опстанок во оваа. Она што според нашите прогнози, 99% да нешем 100% е обезбедено опстанокот. Ние сме со Борец разлика 10 бода. Она на што се надеваат они е тоа што не е во правилникот. Значи они се надеваат на проширување на лига на 10 екипи за на тој начин да останат. Значи они знаат дека ние имаме 10 бода разлика. Распоред кој ние сосем
одговара до крај, од 4 надпревари дома, и одиме во Скопје, така да распоредот ни одговара. Се тоа, да не речем 100%, ајде да оставаме да покаже времето, меѓутоа 99% обстанокот меѓу првите 8 е нашиот е загарантиран. Она зашто го кажав Пирова победа, доколку се испочитуваат правилата кои беа дадени од Фудбалската федерација пред почетокот на сезона, дека остануваат 8 до година во прва лига, нивната победа е Пирова. Теоретски, па и практично они мислени именка да стигнат до тоа загарантирано 8 место. Нивниот болка, нивното тоа е да стигнат до некој загарантирано 10-то место, каде што се надеваат им е фетено, у наводници, како што нас ни беше кажано од нивна страна, на тоа дека лигата ќе ја прошират на 10 екипи и ќе останат у првата лига. Сето друго е Пирова. После овој одговор имам уште едно прашање. Ајде. Ако бидете прашани дали поддржувате проширување на лигата на 10 екипи надвор од тоа што е напишано во правилникот пред почеток на сезон, дали како ЖФК Љуботин ќе поддржите лига со 10 екипи или лига со 8 екипи? По ова што се случи, може би размислиле, значи пред овој ситуација, не дали беше нас, ние како клуб ни беше да имаме добри екипи. Значи квалитетни екипи, дали се 8 или 10, само битно е да се добри, да има квалитет лигата. Сега е поделена лигата. 7-8 екипи се квалитетни, другото е, да речем, со многу послаб квалитет. Има огромна разлика во квалитети меѓу горен и долен дел. Може би поддржале пред ова да беше, затоа што јас пред ова да се случи, инвестираат во Борец, окей, прифаќам и е окей. За мене е супер да имаат луѓе ентузијасти што сакаат да инвестираат во фудбал, поготово женски фудбал. Тоа беше супер. Идеја на Борец, се собрале дечките, ќе вложуваат и као нас исто, да речеме, да се споредиме некоја паралела, меѓутоа диаметрално спротивно. Ние чисто, топ гол, директно, 87 минут дадовме гол. Победивме, ајде да наводници, среќно. Речица, 1-0. Се тоа сплет на околности кои ни ги дозволи ова што е ова моментална ситуација, али спортски. И топ гол, и Речица, и сите останати победи, и Статов го победивме таму, и со селекторот нон-стоп. Значи, сето тоа беше спортски. И спортски така и да остане, сме. Меѓутоа, ако гледаме дека они сакаат да останат на неспортски начин, па утре ќе ни бидат конкуренти единствена прва лига. Па треба да толерираме некој што сака неспортски да работи? Не. Сега дефинитивно кажувам дека сме против. И да сме девети, против сме. Заради тоа проширење. Не ни требаат у спортот вакви луѓе. Не ни требаат у спортот вакви луѓе, вакви екипи. Нас ни треба еден јак борец, меѓутоа не насилнички борец. Нас ни треба добар борец, спортски борец, не насилнички. Не таа претседателката, мислим дека има претседателка, да ги удира девојчињата, да им се заканува, да изиграва шериф. Шериф, да, дома ке нега, не на терен, не на девојчиња, не на малолетни особи. Шериф, ќе видиме колку е шериф приватно. А вака, не. Крај. 8 екипи, ако не прашаат. Управниот одбор на Фудбалска федерација поголема институција многу од нас, така да последната одлука ќе ја има Атони. Дали легално или нелегално, статутарно или не статутарно, тоа ќе кажат други луѓе, не ние. Меѓутоа, крајната одлука ќе ја има Атони, не ние. Ако клубовите поднесат петиција за проширување, ЖФК Љуботин во овој момент нема да учествува тоа. Ви благодарам многу, ви посакувам многу среќа на следните надпревари, успеси, да се здрави. Благодарам и на вас и се надевам дека ова како медиум ќе го поттикнемо да нема денес е Љуботин, утре може да биде било кој друг клуб, чисто да нема насилство на спортски терени. Значи тоа е идејата, затоа и овој прес, затоа и ова се. Значи да нема чисто да го промовираме насилството да се спречи. Ние како оштетени лица, правдата ќе ја треба дали преку мавара и обвинителство приватно и било како ќе ги стерам, пресот е да го подигнемо свеста дека нема место за такви луѓе, за такви действија у спортот. Да, токму така, не смееме да
дозволиме вакви работи да се случуваат на фудбалските терени, посебно не во женскиот спорт, каде што голем дел од спортистките, односно фудбалерките, се малолетни, бидејќи даваме лош пример. Токму затоа и органите на редот и мирот во Република Македонија, пред се тука мислам и на Министерството за внатрешни работи, и на обвинителството, и на судовите, треба да изречат најостри санкции за оние кои што го предизвикале инцидентот, а потоа и Фудбалската федерација на Македонија да ги санкционира овие лица и секако клубот домаќин, бидејќи не обезбедил соодветни услови за игра и дозволил од неслужбени лица да биде нападната гостинската екипа, и тоа после завршување на надпреварот кој што домаќините го добиле на пат кон сооблекувалната. Сега ќе ги кажеме и резултатите од 23-тото коло во женската фудбалска лига, кои што овој пат се во втор план поради овие немили сцени во Велес во саботата. Борец Љуботен 2:0, Атлетико Шкендија 1:6. На останатите надпревари Деспина Тиверија 0:7, Шкупи Скопје 2:14, Истатов топ гол 9:3, Кочани Јас Юнајтед 2:9 и Плачковица Кочани 0:2, односно се извинувам, Плачковица Речица 0:2 на последниот надпревар. На табелата во водство екипата на Каменица Саса со 60 бодови, пред Тиверија со 56 на второто место. На трето место екипата на Јас Юнајтед од Струга со 50, на четвртото и петтото Скопје и Деспина со по 49, шесто место за екипата на Шкендија со 43 бодови. Седмо место за Љуботен со 33, осмо за Истатов со 31, деветото и десетото место за Речица и Топгол со по 26 бодови и така натаму. Слушнавте и во пресконференцијата дека првата фудбалска лига за наредната сезона треба да има 8 екипи, меѓутоа се шират гласини дека таа може да биде проширена и на 10, но останува да видиме што ќе се случи. Спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Банана Кик го продолжуваме со кошарката, со она што требаше да биде прво во овој денешен спортски преглед, но како што веќе кажав, оној настан, немил настан во саботата го промени редоследот на случувањата, односно на она за што ќе информираме во денешниот спортски преглед. Кошаркарите на Гостивар го одиграа последниот 22 надпревар од регуларниот дел на сезоната. На домашен терен го совладаат ТФТ од Скопје со 115:109. Надпреварот во регуларниот дел заврши 92:92. Навистина интересен, убав надпревар во Гостивар, нашата екипа беше таму. Надпревар кој што траеше цели 150 минути. Гостивар го завршува регуларниот дел на 6-тата позиција на табелата и во четвртфиналето од плејофот за шампион на Македонија ќе игра против Евроникел од Кавадарци, а против Евроникел од Кавадарци ќе игра и во четвртфиналето од Купот на Македонија, кој што на програмата е во петок, сабота и недела, односно овој викенд. Сега ќе ги погледнеме изјавите на тренерот на екипата на Гостивар, Алек Јончевски, потоа на еден од најдобрите кошаркари на екипата на Гостивар, Александар Костовски, и за крај изјавата на тренерот на гостинската екипа на ТФТ Скопје, Боро Смилковски. Да видиме како тие го видоја надпреварот Гостивар ТФТ, но и што очекуваат од продолжението на сезоната. Јончевски после голема борба возбудив интересен надпревар, дури после продолженијата го совладавте тимот на ТФТ од Скопје со 115:109. Како си задоволен од тоа што го одиграа момците на денешниот надпревар? Прво да кажам да им честитам на двата тима за играта, борбена игра. И кога дојдов тука пред месец дена знаев дека овој надпревар ќе биде најтежок надпревар, без разлика што имавме и МЗТ и работнички. Екипата на ТФТ е најпријатното изненадување во оваа лига и тоа го покажуваат секоја утакмица. Задоволен сум од победата. Добро е што и со лоша игра, за разлика од играта од работнички и МЗТ, извлековме победа. И тука можеме да ги согледаме повеќето пропусти што ги направивме за да направиме некакво изненадување во купот што следи или во плејофот понатаму.
Регуларниот дел заврши со овој надпревар, Гостивар завршува со 13 победи и 9 порази на петтата позиција. Вие не ја почнавте оваа сезона, меѓутоа како може да го оцениме регуларниот дел од сезоната за екипата на Гостивар? 13-9 како што кажавме, и мора да напоменеме, оваа екипа на Гостивар знаеше да го совлада првиот тим на МЗТ Скопје, но да загуби од вториот тим на МЗТ Скопје. Точно така, па. Случајот со Гостивар што се случи да загуби од МЗТ2, да победи МЗТ1 не е само со Гостивар, тоа е случај со целата лига и е нај година каде што е најнеизвестна во ситуација кој да иде во плейофот, дури и кога плейофот се зголеми на 8 екипи, а не на 6 како што било тоа претходно, повторно бевме во неизвестност до последното коло. Сведоци сме Кожув со една победа може да игра плейаут, па дури да отиде во втора лига, а една победа да игра за титула. Така да најнеизвестна сезона и не е случајот само со Гостивар, туку е со секоја екипа да победи фаворит, а да изгуби од андердог, да кажем. Во четвртфиналето и на купот и на плейофот играте против Евроникел од Кавадарци. Што да очекуваме од тие надпревари? Прво имам една забелешка во ситуација каде што купот секогаш бил на преварување, каде што секој може да дојде до некој изненадување. И сега во плейофот да играме со исти противник и во плейоф и во куп, а потоа да вкрстуваме пак со истите противници е малку чудно, бидејќи во купот секогаш било ситуација на ждрепка и некоја екипа од што не би била фаворит со полесен распоред да стигне до финале, а таму да изненади. Во овој случај сум задоволен што стигнавме на пета позиција и ќе вкрстиме со Евроникел. Ако би требало да бирам, секако би ги избрал Евроникел, без разлика што имаат одлична екипа и имаат 16 победи или 15 и се во горниот дел од табелата. Мислам дека таква екипа повеќе ни лежи на Гостивар отколку некоја атлетска како што беше случајот со ТФТ. Костовски тешка победа против ТФТ Скопје 115-109. Како си задоволен од тоа што го одигравте? Па добро, мислам дека влеговме малце во нивни ритам, не го посакувавме тоа, не правевме анализа да влеземе на таков начин. Меѓутоа, добри екипи и добар карактер е кога и од таква некоја ситуација, да кажам, полуизгубена, ќе искочиш како подобар и како победник. Многу ми мило што победивме од еден аспект, многу не отпиша пред да се изгласа правилото дека треба 8 екипи да влезат, мислејќи дека ние нема да влеземе и дека тоа е направено за нас. Сега им докажавме на сите дека ние сме, ако не се лажам, на пето место и дека и во овој регуларен дел влеговме во први 6, што беше некоја цел пред да почне надпреварувањето. И 3 победи поред, мислам дека е добар старт за тоа што следи понатаму. Тоа е купот на Македонија, каде што утре ќе знаеме кој ќе биде противник. Мислам дека е екипата на Евроникел, меѓутоа не сум се уште 100% сигурен. Кој да биде, ние ќе се спремаме максимално, затоа што знаеме дека оваа година, како и за нас, така и за сите, е малце чудна и сите имаат, да кажам, изедначени шанси да направат нешто повеќе. Токму Евроникел ќе ви биде противник и не само во купот во четвртфиналето, туку и во четвртфиналето од плейофот. Што може да очекуваме од тие надпревари? Па пред се пробуваме да ги анализираме да кажам до срж сите противници, значи тренерот посветува доста многу внимание на детали и ние сме тука за да што повеќе информации примиме пред секој надпревар. Знаете, имаме и двајца играчи кои што пред некој време ни се уклучија, кои што не ја познаваат многу добро лигата. Пробуваме да им објасниме какви се условите и за какви екипи станува збор. Ние поискусните сме тука, знаеме со кого ќе играме, кој да биде, знаеме Евроникел со кои играчи располага, што е нивно главно оружје. Ако гледаме наназад, ги победивме 2 пати, но тоа не значи ништо во надпревари кај што една топка може да одлучи или кај што се нокаут утакмици, така да мислам дека сепак работи тоа во некој правец во кој што ние посакувавме и се надевам дека ќе успееме да одиме чекор понатаму. Смилковски пораз од 115 спрема 109 после продолжение од екипата на Гостивар. Навистина возбудлив, интересен надпревар, на крај сте поразени иако речиси во текот на целиот надпревар имавте водство. Како си задоволен од тоа што го одигравте на денешниот надпревар? Од надпреварот сум апсолутно задоволен затоа што пред се мислам дека покажавме една европска представа денеска, значи игравме надпревар кој изобилуваше со доста енергија, доста трчање. Самиот резултат го кажува своето, иако беше во продолжението, мислам дека темпото на игра не падна речиси во текот на сите 45 минути. Резултатски секогаш можеш да не ти биде драго што си го изгубил надпреварот, меѓутоа за нас во серија
на лоши игри и резултати пред се. Мислам дека ако нешто требаше да докажеме на овој надпревар, дека сме спремни да се бориме до крај и во надпреварите од купот и во надпреварите од плеофот. Им честитам на екипата на Гостивар. Мислам дека ова енергетски ќе биде еден доста голем буст за нас и дека ќе имаме што да кажеме во престојните надпревари од купот и од четвртфиналето на плеофот во македонската лига. Нема на што, имајте убава вечер. Продолжуваме со резултатите од 32-то коло на првата македонска фудбалска лига. Голем дел од работите се познати после одигрувањето на предпоследното коло, но за тоа кога ќе дојде на ред табелата, најпрво резултатите. Борец Ренова 2:0 со головите на Мишов и Баша. Македонија Ѓорче Петров Шкендија 3:4, навистина возбудлив надпревар во Ѓорче Петров. За домашната екипа на Македонија Фазли, Робсон и Божиновски, додека за екипата на Шкендија Бесарт Ибраими постигна 2 погодоци и Дашмир Елези исто така 2 пати стрелаше прецизно во домашната мрежа. На останатите надпревари Беласица Академија Пандев 0:2, Пановски и Крстовски за Академија Пандев, Работнички Силекс 3:1, Станковски, Тодоровски и Ѓурџеви за домашните, Штерев за гостинската екипа, Шкупи Пелисер без голови 0:0 и на последниот надпревар Струга Вардар 1:0 со голот на Алти Пармаковски од пенал. Од поодамна е познато дека екипата на Шкендија е нов шампион на Македонија со 74 бодови, односно 16 повеќе од второпласираниот Шкупи, кој што и дефинитивно си обезбеди пласман во фудбалска Европа за ова лето. На третата позиција сега е екипата на Струга со 54 бодови, 2 повеќе од четвртопласираната Македонија Ѓорче Петров. Тука ќе има борба во последното коло, бидејќи првите 3 екипи, како што знаеме, одат во фудбалска Евро. Во последното коло двете екипи ќе играат на гости. Македонија Ѓорче Петров ќе гостува на градски во Скопје против Вардар, додека Струга ќе гостува во Кратово кај екипата на Силекс. На Струга е доволно и нерешено во Кратово за да се обезбеди пласман во Европа, а Македонија Ѓорче Петров ќе мора да го победи Вардар и да чека победа на Силекс над Струга за да излезе во Европа. Следуваат на петтата позиција Работнички со 47 бодови, шести е Пелисер со 42 и седми е Борец со 40 бодови, и овие екипи веќе го имаат обезбедено баражот, односно го имаат обезбедено опстанокот и нема да играат ниту во баражот за опстанок. А тука најзагрозени се екипите на Академија Пандев на 8-то место со 38 бодови, 9-тиот Силекс со 36 и 10-тата Ренова со 35 бодови. Тука ќе очекуваме разврска во последното коло. Академија Пандев игра на домашен терен против Борец, кој што веќе е обезбеден. Силекс на домашен терен, како што кажав, ќе игра против Струга, која што и се потребни бодови за излез во фудбалска Европа. А Ренова исто така на домашен терен ќе игра против екипата на Работнички, која што е во сигурната зона. И на последните две позиции, на 11-тото место е Вардар со 31 бод и последна Беласица со 17. И тука се веќе познати двата второлигаши за едната сезона. Вардар се сели во втората лига Запад, додека Беласица во втората лига Исток. Ова значи дека Вардар по втор пат во својата историја во независна Македонија испаѓа од првата лига. Првиот пат не играше во втората лига поради фузијата, односно купеното место на Миравци, кој што тогаш требаше да биде нов прволигаш. Останува да видиме дали сега Вардар за прв пат ќе игра во второлигашката конкуренција или повторно ќе биде изнајден некој модус, како што се шпекулациите, за Вардар повторно да остане прволигаш. Дали тоа ќе биде преку фузија со некој од екипите кои што се прволигаши, дали ќе има проширување на првата лига. Такви се најавите, такви се шпекулациите, иако тоа не е изводливо според статутот на Фудбалската федерација на Македонија и правилниците, останува да видиме, или пак секако Вардар ќе би игра во втората лига следната сезона. Кога сме веќе кај второлигашката конкуренција, се одиграа надпреварите од 26-тото првенствено коло. Постигнати се следниве резултати. Во дербито во Гостивар, Гостивар Скопје 2:4. Кораб Тетекс 3:0, Велешта Влазрими 2:1 и Охрид Кадино 3:0. Слободно ова коло беше екипата на Дрита. На табелата
Нов прволигаш екипата на Скопје со 57 бодови, 11 повеќе од второ и трето пласираните Охрид и Велешта, кои што имаат по 46 бодови. На четвртото место е Гостивар со 42 бодови, без шанси за пласман во баражот за прва лига. Следува Кораб на петото место со 33 бодови. На шестото и седмото место Кадино и Влазрими со по 27, осмиот Тетек со 24 и на деветото место екипата на Дрита со 21 бод. Последен дисквалификуван е Вардар Форино. Сега ќе ја погледнеме изјавата на Славчо Георгиевски Тупан, шефот на стручниот штаб на екипата на Тетекс после поразот од 3:0 во Дебар од екипата на Кораб. Геројски пораз од 3:0 од Кораб од Дебар, меѓутоа според играта Тетекс не заслужи да биде толку високо поразен. Ваше мислење за надпреварата? Па добро, резултатот сигурно со тоа што се случуваше на теренот не се совпаѓа, меѓутоа за оние што не го гледа на надпреварот, сега ќе биде чудно да имаш толку многу шанси да изгубиш 3:0 е несвојствено. Не можам да кажам дека сме задоволни од играта во второто полувреме, да, меѓутоа во првото полувреме на ниво да кажам дека многу слаби, не се однесува со љубов кон дресот на Тетекс, така не се игра за Тетекс и можам да кажам дека голем дел од тие фудбалери ќе заминат уште можеби веќе во понеделник. Ќе се поздравиме бидејќи Тетекс кажавме дека треба да биде на средина на табелата, а не да го заслужи овој однос во играта и да покаже респект малку према Тетекс. До крајот на првенството останува уште еден надпревар на домашен терен против Охрид, но Тетекс и теоретски го има обезбедено обстадонкот во второлигашката конкуренција. Што да очекуваме од надпреварот со Охрид? Па без разлика дали сме обезбедили опстанок или не, ние се смеевме на тоа пето место со тие 6 бодови со два надпревара, ние ќе бидеме до Дебар. Меѓутоа повторно кажувам, ваков однос кон дресот на Тетекс нема да толерираме и со надпреварот со Охрид ќе се потрудиме да го поправиме впечатокот од овој надпревар, да постигнеме поголем резултат, да се дигнеме барем едно место погоре, но повторно ги кажам, јас сум незадоволен, ова е срам за Тетекс и за тие што денеска го носеа дресот на Тетекс. За крај на денешниот спортски преглед, поддржан од спортските обложувалници Банана Кик, сакам да ве информирам за новите ковид мерки кои што ги предлага Комисијата за заразни болести, а каде што најдискриминиран е спортот. Пред 15 на денови, токму оваа комисија донесе одлука сите надпревари да се играат со задолжително тестирање на сите играчи, членови на стручен штаб и раководство на екипите. При тоа, во одлуката, нагласувајќи дека мора да се тестираат и оние кои што го имаат прележано вирусот, без разлика во кој период било тоа, и замислете, мора да се тестираат и оние кои што се вакцинирани. И сега доаѓаме до нова одлука, која што е денес објавена, пред да влезам во студиото и да го снимам ова, а треба да биде потврдена на седница на влада утре, а тоа е дека се дозволуваат настани на отворен и затворен простор со максимално 30% од капацитетот. Значи, дозволен број на посетители е 30% од капацитетот. И замислете, ова важи за се, освен за спортот. Се продолжува работното време на кафулињата и на рестораните. Меѓутоа, спортистите се уште ќе мора да се тестираат пред секој надпревар, а публиката не смее да оди да ги следи надпреварите. И сега, ако се собереме 10 другари, друштво, ние смееме да одиме во кафиќ, во ресторан, смееме да одиме на концерт, на журка, веројатно без маски, бидејќи ќе јадеме и ќе пиеме, меѓутоа истите ние 10 луѓе нема да смееме да одиме на градски во Скопје, односно националната арена Тодор Проески во Скопје, која што собира 35.000 гледачи, и не смееме да следиме надпревар на отворен простор со маски. Тука е парадоксот на овие одлуки на Комисијата за заразни болести и тука е спортот дискриминиран. Немавме ниту еден случај на тешка зараза кај спортист,
Немавме ниту еден случај на преносливост на заразата на COVID-19 на спортските надпревари. Меѓутоа, онаму каде што се случи она голема бројка, она експлозија на заразени, а тоа се оние прослави за разноразни празници, како 8 март и слично, таму повторно е дозволено да се работи, да има посетители, да има забави и журки, меѓутоа не е дозволено да има публика на стадионите, а при тоа спортистите мора да се тестираат задолжително. Навистина ме чудат спортските федерации, пред се оние големите, бидејќи видовме во изминатиот период дека овие помали спортски федерации, посебно во индивидуалните спортови, реагираа на ваквите одлуки. Меѓутоа, каде е тука Фудбалската федерација на Македонија, како најголема спортска федерација? Каде е ракометната, кошаркарската, одбојкарската федерација на Македонија? Да реагираат јавно на овие одлуки и да бараат конечно спортот да биде ослободен. Бидејќи оваа пандемија на COVID-19 трае повеќе од една година. За овој период видовме дека спортот не е најголемиот проблем. Меѓутоа, тука доаѓаме до едно друго прашање. Дали можеби на спортските федерации и на дел од клубовите им одговараат овие мерки да нема публика? Дали некој во оваа држава сака спорт без гледачи? Останува да видиме во следниот период, а вас еве ви тема да размислувате и да коментирате, посебно на социјалните мрежи, бидејќи само тоа и ни остана. Довидување, се гледаме повторно следниот понеделник, а во меѓувреме не заборавајте дека најбогатата понуда на спортски надпревари и најдобрите коефициенти се во спортските обложувалници на Банана Кик. Се гледаме повторно следниот понеделник.